Синдикатите нема да дозволат кратење на основните плати, додатоци и надоместоци во јавниот сектор. Ако тоа се случи, ќе излезат на протест. Во услови на висока инфлација, владата досега требала да им ги зголеми платите, а не да удри врз онака ниските примања. Синдикатите бараат од владата, ако веќе треба од некаде да се скрати, премиерот и министрите да почнат од своите плати. Сепак Ковачевски уште вчера кажа дека такво нешто не е предвидено со мерките, но ако некој сака, може платата да ја донира. Ако се укине плата на министри, треба да се укине плата и на... Тоа може да се донира. Значи, секој човек може солидарно да ја донира својата плата, да прави активности со кои што помага на другите. И ќе кажам уште една работа. Јас не верувам во луѓе кои работат без плата. Според синдикатот, овој потек на власта значил незнаење и игнорантски однос кон тоа колку сиромашно живеат работниците при енормен раст на трошоците за живот од 18,7%. Владата најверојатно не знае дека што прави во оваа тешка економска состојба, не може да се снајди и ние како синдикати, јас и на јавно зборев на последниот економско-социјален совет, пред сите ги повикав и останатите синдикати, владата си го кажа својот збор, сега сме на потек ние како синдикат да изреагираме и еве јас јавно ќе кажам, ние како конфедерација прашање само на време кога ќе ги повикаме сите граѓани, сите синдикати кои сакат здруженија за брање работничките права да се приклучат на нашиот протест што ќе го објавиме во кој датум ќе биде. За мерката 30% од административците со ротации да седат дома, Ристевски вели дека ќе се повтори случајот од пандемијата кога најголем број од службениците не работеа. Вели работата ќе стагнира, населението и бизнисите со големо задоцнување ќе ги завршуваат административните процедури. Едноставно, државниот апарат ќе забави со работа, а непродуктивноста значително ќе се зголеми. Во железница или во матични книги или било каде, сите тие луѓе кои седеат дома, кога ќе се вратија на работа, работните обврски ги чека и ги сработува. Не може, тоа не е мерка, тоа не е правилна мерка. Надлежните со контрадикторни изјави. Битики рече дека мора од некаде да се скрати, а премиерот дека ќе нема кратење освен оние најавени 10% на надпросечните плати во фирмите за губари. Во планот за штедење на владата се предвидува кратење на расходите за плати и надоместоци за следната година за 10% или за речиси 50 милиони евра. Синдикатите се револтирани затоа што Министерството за труд повторно бара да ги приложат барањата за помош на работниците и покрај тоа што се веќе добро познати. Тие бараат раст на платите согласно зголемувањето на минималната плата, што е целосна спротивност со планот за штедење на владата. Бараат и да се поделат ваучери за пазарење и плаќање сметки за струја, како и замрзнување на извршувањето во кризниот период.